Добро вечер и добродојдовте во уште едно најново издание на информативната емисија Интервју. Вечерва наспроти мене е кандидатката за пратеник во Собранието на Република Македонија, господјата Павлинка Честојнова, од изборната единица број 4. Не доаѓа од Неготино, а кога ќе се спомене Неготино, првата помисла е лозарство, земјоделие. Дали токму земјоделците ќе бидат она за што приоритетно ќе се залагате во Собранието на Република Македонија, секако доколку ја добиете довербата од граѓаните? Да, секако, како што спомнавте. Само што ќе се спомне Неготино, прва асоциација е лозарството. Значи, во Неготино не постои фамилија која што нема лозов насад. Тука треба да го спомнам фактот дека пред 10 години во Неготино и во општина Неготино, во нашата општина, имало само 7 регистрирани земјоделци, кои што плаќале по 5000 денари за пензиско и инвалидско осигурување. За разлика од тогаш, денес, после 10 години, во Неготино имаме 430 регистрирани земјоделци кои плаќаат од 1500 до 1600 денари за пензиско и инвалидско осигурување. Значи, овие 430 земјоделци, основна дејност им е земјоделието, од тоа екзистираат како тие, така и нивните фамилии. Со оглед на тоа, Неготино како лозарски крај, Тиквешијата, Неготино, нашата околина, сме лозарски крај, лозарски регион, на кој што овие субвенциите во земјоделието им се повеќе од потребни. Владата на ВМРО ДПМН и во наредниот период ќе продолжи со субвенционирање на земјоделието. Можам да спомнам дека покрај оние редовните субвенции од 4000 денари, кои што владата редовно ги дава по декар насадена површина, ова година има и дополнителни субвенции од 3 милиони евра. Значи, заради лошата година во земјоделието, лошата година во лозарството, ова година имаме и дополнителни субвенции. Можеме да ги спомниме и субвенциите за земјоделска механизација, субвенциите за жена земјоделец, за млад земјоделец. Значи, има голем број на субвенции кои ќе продолжат, кои што биле до сега, но и ќе продолжат и понатаму, а и ги има во програмата реално на ВМРО ДПМН. Но исто така, овде треба да го спомнам и стратешкиот проект Агропазар Македонија, кој што ќе овозможи покрај лозарството и одгледување на други култури во нашата општина. Токму овој проект, за него сакав да ве прашам и јас сега. Агропазар е нешто ново во Македонија, нешто што го нема и не само што е значајно за Неготино, значајно е за македонското земјоделство. На едно место ќе може да се носат земјоделските производи и по пат еден вид на аукција кој на берза да се продават. Доколку дента земјоделецот не е задоволен од цената, тој може да го складира во посебните ладилници или производите и да го продаде по ден-два. Кажете ни нешто повеќе за овој проект. Овој проект е доста важен за нашата општина, но како што спомнавте и воопшто за Македонија. Агропазар Македонија е проект чија што вредност е 20 милиони евра. Оваа така наречена агроберза ќе биде сместена на потегот помеѓу Неготино и Демир Капија. Значи, во центарот на Македонија, каде што има изворедна инфраструктура, агроберзата, Агропазар Македонија, ќе биде проект кој треба да биде, значи, во државна собственост, но со можност и приватни компании да имаат своји ладилници таму, да изнајмуваат простори, каде што ќе се складира, пакира ладилниците кои што ќе ги одржуваат тие земјоделски производи на неколку дена. Ќе работи во принцип на аукцијска куќа. Значи, производите од овде ќе бидат извезувани како во Македонија, така и во надвор од Македонија на странските пазари. Ќе има можност за вработување на многу лица и од Неготино и од цела наша општина. Овде многу локални компании индиректно ќе си најдат свој интерес, но сепак најголемиот бенефит ќе го имаат самите земјоделци и од општина Неготино и од Македонија, од другите општини. Кога зборуваме за директни проекти, овој проект не е единствениот од кој што зависи развојот на Тиквешијата, но и на Неготино конкретно. Кажете ни уште некој, напоменете ни уште некој проект. Во програмата реално на ВМРО ДПМН има повеќе конкретни проекти. Значи, проекти кои се однесуваат на Неготино и на населените места околу Неготино. Тие се однесуваат на сите категории на граѓани. На очиглед на сите, значи во изминатиот период можеме да видиме дека во Македонија се гради.
ние сме за да градиме, а не да рушиме и да уништуваме, за разлика од други. Значи, во Македонија се градат патишта, инфраструктурно, кои што се потребни за поврзување на луѓето од економски аспект, од безбедносен аспект. Значи, почната е со реконструкција делницата Неготино-Демиркапија, делница која што беше навистина оштетена и на која што овој беше потребно. Како што реков, безбедносно заради граѓаните кои што поминуваат од таму, за туристите, меѓутоа и гледано од економски аспект и за Агропазар Македонија, кој што ќе биде токму на овој потек сместен. Други проекти за општина Неготино е патот Неготино-Кавадарци, локалниот пат Калањево-Бела Вода, локалниот пат Горни Дисамбешие, реконструкција на пругата Ногаевци-Неготино, изградба на нова детска градинка и зголемување на капацитетот на постоечката за 50 деца, потоа изградба на центар за деца за згрижување значи ќе се отвори центар за згрижување на деца без родители и родителска грижа. Ќе се изградат 2 нови кошаркарски игралишта, ќе се набават 7 нови медицински апарати кои што и се потребни на нашата здравствена установа. Да напоменеме, гасификацијата е еден проект кој што е најавуван, а е многу значаен за развојот и на економијата на Неготино, но и за секое семејство од Неготино. Да, испуштив да го спомнам, значи проектот за гасификација на Неготино, магистралниот проект Неготино-Штип, со кој што нашата општина ќе биде гасифицирана и која гасификацијата значи ќе стигне до секое домаќинство во Неготино, меѓутоа и до стопанските капацитети во Неготино. Велите дека вие сте за да градите, не сте за да уривате или да затварате, меѓутоа сепак по вашата општина има индустријски капацитет кој што е затворен и кој што не работи и го носи епитетот жртва на транзицијата, на економската транзиција, нели, да напоменеме. Да. Има проект со кој што се предвидува ваквите капацитети повторно да проработат. Да. Граѓаните на Република Македонија, особено на Неготино, не може да ја заборава транзицијата. За жал, многу наши сограѓани ја почувствуваа и на своја кожа. Многу мои сограѓани и нивните семејства беа уништени како економски, така и морално. Со програмата реално многу работи од минатото кои беа синоним за СДСМ, сега ќе бидат надминати. Во Неготино ќе ја споменам фабриката за кабли Неготино, во која што на времето беа вработени 800 луѓе. За на крајот таа да испадне да биде жртва на транзицијата. Затоа во програмата предвидено е на идните инвеститори по стекнувањето на собственост на друштвата да им се субвенционираат вработувањата, посебно со акцент на стечајците, со 4000 евра субвенционирање на секое вработување на стечајецот од самата фабрика. Рестартирањето на фабриката ќе биде успешен проект за општина Неготино, за економијата во општина Неготино, но и за самите тие луѓе кои што беа жртви на транзицијата. Статистиката е немилосредна и таа си го кажува своето и кога е добро и кога е лошо. За среќа сега имаме добар статистички податок кога станува збор за Неготино. Тоа е општината која што според статистиката има најмалку невработени лица. Дали ова значи дека за неготинчани, оние помладите, има перспектива во општината? Да, секако. Младите биле и ќе бидат приоритет на ВМРО ДПМН. Значи, како што спомнавте, Неготино е град со најмала невработеност, но ќе се трудиме таа невработеност и понатаму да се намалува. Со Агропазар Македонија, со отварање на нови индустријски зони, кои што веќе се готови и чекат да почне со работа таму. Доказ за тоа е и отварањето на новите детски градинки. Значи, моменталните кои што ги имаме, ги надминува нашите потреби. Ќе се отвори една нова детска градинка, а на постоечката детска градинка која што имаме во Неготино, капацитетот ќе се зголеми за 50 деца. Сето тоа е резултат на проектите кои што ги нуди ова влада за самовработување, за млади земјоделци, за вработување до 29 години на младите. Сите тие проекти резултираат со малата невработеност во општина Неготино. Значи, за една држава да има задоволни граѓани, потребно е да има добра инфраструктура, да има силна економија, но потребно е да немаме и разединување околу она што е Устав на Република Македонија,
имаме сега најава за можна двојазичност, можна федерализација, проширување на така наречениот рамковен договор, кој што беше причина нели да се менува и уставот. Кој е ставот или кој е мислењето на Павлинка Честојнова, кандидат за пратеник од изборната единица број 4, токму по ова прашање? Значи, тоа што го реков на митингот во Неготино, ќе го повторам и овде во К1 телевизија. Не за глупостите на Заев, не за двојазично Неготино, не за албански воопште на Неготино. Значи, владата на ВМРО ДПМН и јас како поединец стоиме за тоа дека двојазичноста нас не ни е потребна. Таа двојазичност, знаеме кон што води, кон федерализација на Македонија, кон кантонизација на Македонија, што значи поделба на Македонија. Ова наша држава ни е оставена од дедовци и од прадедовци. Македонија е библиска земја, постоела и ќе постои. Не смееме да дозволиме никој и ништо да се меша во државните интереси на Република Македонија. Пак ќе повторам, вакво нешто ние не смееме и не смееме да помислиме да дозволиме во Македонија да ни се случи. Жена во политика. Со закон се знае нели колку жени треба да има на секоја кандидатска листа, меѓутоа еве Павлинка одминуваат деновите до 11 декември, се среќавате со многу луѓе. Ви приоѓаат ли посебно жените? Да, секако. Жената во политика може би се носи жртва во семејството, меѓутоа од друга страна имам голема поддршка, не само од жените, имам воопшто поддршка од сите. Заради тоа што жената сепак може повеќе да го разбере проблемот, може да навлезе во самиот проблем и мислам дека жените, посебно во Неготино, за нашата општина ќе зборувам, добро се снаоѓаат како во политика, така и на раководните функции во институциите од локално и од централно ниво во Македонија. 11 декември, кои се вашите очекувања? Граѓаните на Република Македонија, граѓаните на Неготино и населените места имаат искуство, мудри се, знаат да ги стават работите на кантар и да измерат. Пред се очекувам фер, демократски избори, значи една атмосфера на 11 декември во кој што секој слободно ќе може да го изрази своето мислење. ВМРО ДПМН и јас како кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН очекуваме 63 пратеници. 63 пратеници со кои што ќе се прекинат сите глупости на Заев. 63 пратеници со кои што ќе се надминат сите проблеми кои што беа наметнати со ова двегодишна заложничка криза која што ја имавме од страната на СДСМ. Ние сме насочени на реализирање на проекти, на конкретни, реални проекти за сите граѓани на Република Македонија. Затоа мислам дека граѓаните пак повторно по 10 пат ќе ја дадат доверба на ВМРО ДПМН и затоа ВМРО ДПМН ќе победи. Јас ви благодарам што оваа вечер издвоивте дел од времето и бевте наши гости. Се надевам дека многумина ве гледаа вашите неготинчани, од кои што всушност си го очекувате гласот и ви посакувам искрено како на жена многу среќа. Ви благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат бевте заедно со нас, го проследивте интервјуто ова вечер со Павлинка Честојнова, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија во изборната единица број 4. Благодарам за вниманието и препорачувам останете и понатаму на фреквенцијата на К1 телевизија.